Говор на омраза, хомофобија, скриен повик на насилство. Хелсиншкиот комитет го осуди денешното издание на Весникот Вечер, со што вела дека се срушија сите принципи на одговорно новинарство. Весник Вечер и неговата насловна страна само уште еден доказ за тоа како власта ги користи своите медиуми за да ја пласира својата идеја за хомофобичност и маргинализирање на одредени заедници во Република Македонија кои што веќе се реалност. Ова е уште еден доказ за тоа дека Република Македонија навистина го достигна дното кога станува збор за слободата на медиумите, слободата на изразувањето и говорот на омраза кој што е се поприсутен во последниот период во Република Македонија. Јас морам со жалење да констатирам дека ова е очигледно почеток на она што ќе се случува во следните месеци, се разбира во предизборниот период. Еве што на ова одговори главниот и одговорен уредник на Весникот Вест. Што е тоа вечер? Која е таа Ивона? Неговата фотографија заедно со фотографиите на уште двајца уредници се најде на удар на јавноста со повик до граѓаните да пријавуваат хомосексуалци меѓу новинарите. Здруженијето на новинари реагира на злоупотребата на медиумите од страна на дневните весници Вест и Вечер за дискредитација на новинарите. ЗНМ смета дека со анкетата на Вест со наслов "Која новинарка без гаки пред Груевски" се потценуваат новинарките, третирајќи како сексуални објекти. Повикувањето на јавноста да учествува во откривање на хомосексуалци меѓу новинарите од страна на Весникот Вечер е дискредитација на сексуалната определба, нарушување на приватноста и поттекнување на говор на омраза. Се вели во соопштението на ЗНМ. Од Коалицијата за сексуални и здравствени права на маргинализираните групи сметаа дека не само што се прави дискриминација, туку продолжува со хомофобична кампања, овој пат против новинарите. Вечер ги поттикнува читателите да прават кривични дела, да ја повредуваат сексуалната приватност на новинарите со изнесување на лични прилики преку средствата за јавно информирање. Се вели во нивната реакција до јавноста. Хелсиншкиот комитет случувањата ќе ги стави во својот извештај. Во него ќе бидат наведени и притисоците од страна на власта врз медиумите. Мене ми е многу жал што граѓаните веќе немаат шанси со одредени исклучоци и тоа по електронските медиуми да ја слушнат и другата верзија на работите. Жално е кога еден новинар, известувајќи за одредени прилики во нашето општество, е принуден поради екзистенција или други причини да се извини за она што всушност е вистина. Тешко е да се проголта она што се случуваше вчера, а утре прашањето е што ќе биде со новинарството утре.